Здраво сите, доробавте во третата епизода од теконата сезона на мистериозните папки. Денес ќе ги истражиме овие мистериозни тунели Ерцтал, кои што биле пронајдени во многу централно и западно европски земји. Низ цела Европа откриени се овие тесни подземни тунели наречени Ерцтал. Терминот Ерцтал е германски збор кој што во лабав превод значи земја, стабилна земја или рудерски тунел. Само во Баварија досега се пронајдени над 700 тунели. Тунелите се мали, високи помеѓу 1 до 1,5 метро и широки до 1 метар. Работата е што никој не знае кој ги изградил овие тунели, за каква цел, па дури никога се изградени. Некои верува дека служиле за некаква религиозна или духовна цел, додека некои мислат дека едноставно тие биле користени за криење или за сониште. Но не постои ниту еден пишан запис за изградбата на еден од овие тунели. Сите тие беа навидум изградени во тајност, што е чудно со оглед на тоа што влезовите беа пронајдени во куќи, во близина на цркви, гробишта, како и во средина на шумите. Во тунелите речиси да нема археолошки материјал, иако Ерцтал тунели постојат во изобилство во централна Европа. Ова е прави многу мала веројатноста дека тие некогаш биле користени како живеалишта, како што се скривалиштата во време на војна. Ако тунелите беа изградени и користени за христијани, тоа зашто записите за христијански кралства никош не ги споменуваат. Нема остатоци од кој било вид материјал, освен неколку помали парчиња јаглен и керамика кои датираат од 12 век. Повеќето локации на Ерцтал се премногу тесни за да бидат употребени за општ туризам. Има само една тесна влезна точка без стор излез, како што е вообичаено кај тунелите за бегство. Некои тунелни системи на Ерцтал имаат јамка на крајот од тунелот. Повеќето тунелни системи не се подолги од 50 метри. Со ова што кажавме, немаме друг избор освен да се ги чешаме главите во фрустрација за она што не го знаеме. Кој, зошто и кога ги изградил овие мистериозни тунели останува мистерија. Значи така, тоа беше се што имавме да кажеме за овие мистериозни тунели. Кратка беше содржината, без затоа е вака јас ќе пообјаснам за тие што не разбравте нели убаво тоа содржина. Како што кажавме нели, тунелите Ерцтал биле најдени во Германија, Австрија, Чешка и тие нивните околни држави, соседни тоест. И тие тунели до ден денес не се знае зашто биле употребени или кој ги направил. Како што кажеме, тие се многу тесни и мали, долги се 1 метро, исто така и се широки околу 1 метро. Па затоа не се доволно истражени и како што кажам не може да се користи како туристичка агенција затоа што не можат луѓето убаво да влезат натре да шетаат по нив. Друго што можеме да кажеме за тоа што во една книга или запис од историско време или некоја порелевантна христијанска книга, како што пишува овде порелевантна христијанска книга не пишува дека тие биле изградени од христијаните во тоа време, па затоа се вели ако биле изградени од нив, зашто не би ги напишале во нивните книги, книги, записи, мемуари и такви слични работи. Тоа смислам дека се што имаме да кажеме за оваа епизода. Ако нешто не ви е јасно или нешто сакате да додадете, пишете во коментар, нели? И мислам дека тоа е тоа. Да, тоа е тоа, можеме да затвориме оваа трета епизода. Се гледаме следниот вторник со четвртата епизода од Мистериозните папки.